Дел од проектот за изградба и асфалтирање на улиците во Кочани се и 3 крака од Карпошово востание во населбата Усова чешма. Станува збор за инвестиција што општина Кочани ја реализира со средства во висина од 4.300.000 денари, што се заштедени од реализирањето на подпроектот изградба на 10 улици во општина Кочани, а уште 1.166.000 денари се општинско кофинансирање и се обезбедени од буџетот на локалната самоуправа за оваа година. Градежните работи се веќе започнати, односно коловозот е тампониран, а во моментот се поставуваат бетонските рабници. Со тоа ќе се обезбедат потребните услови во планираниот рок да се изврши асфалтирање на сообраќајницата. Сепак, жителите на улицата упатија телефонска реакција до Канал 8 со забелешка дека на одредени места коловозот е премногу тесен и нема да обезбеди доволен простор за разминување на возилата. При тоа побараа надлежните во локалната самоуправа да реагираат и да направат соодветно техничко решение пред да бидат комплетирани градежните работи. Од општина Кочани пак со писмено соопштение известија дека градоначалникот Илиев во придружба на представници на Светска банка и надлежните вклучени во изградбата на улиците Карпошово востание во Кочани и Јасном во Оризари направиле увид во текот на градежните работи и ги слушнале забелешките на граѓаните. При тоа било согледано дека изведувачот постапува според изработениот проект, а општината во рамки на можностите ќе настојува да ги отстранува пречките што се појавуваат, а на кои реагираат дел од граѓаните во населбата Усова чешма. Представниците на Меѓународната банка за обнова и развој бараат од изведувачите и од надзорот посебно внимание да се посвети на квалитетот на градежните материјали и на текот на изведбата.